Северна Македонија го оцени францускиот предлог во формата во каква што е доставен за неприфатлив. Ова денеска јавно го соопшти премиерот Ковачевски по завршувањето на самитот ЕУ Западен Балкан. Тој од Брисел однесувањето на Бугарија го нарече враќање кон минатото и удар и проблем за политиката за проширување и кредибилитетот на Европската Унија. Официјално Скопје е подготвено да размислува за предлогот од Париз само ако се вградат неколку клучни елементи. Во тој динамичен процес на работа со француското председателство ние ги соопштивме нашите позиции и црвени линии и во тој контекст би сакал уште еднаш да потврдам дека предлог кој би бил прифатлив треба да ги гарантира клучните елементи. Чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не можат да бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската Унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени за вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на Уставот. Цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската Унија дека Бугарија нема да условува со нови барања надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатералниот протокол кој се уште не е усогласен со Бугарија. И секако, секое решение ќе треба да е консултирано со институциите на Република Северна Македонија. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Ковачевски најави дека има подготвеност за продолжување на разговорите ако во текот на француското председателство се покаже разбирање за македонските позиции и со тоа се овозможи до крајот на јуни да почнат пристапните преговори. Уште поостар во својот настап беше албанскиот премиер. Еди Рама во за него познат стил без многу дипломатски речник остро ја критикуваше Европската Унија. Ја нарече поделена куќа, а бугарските позиции срамни, особено во ситуација на војна на стариот континент. And let me express my deep sorrow for European Union. Дозволете ми да ја изразам длабоката тага за Европската Унија. Жалам за ЕУ, се надевам дека можеме да помогнеме. На состанокот се обидов да кажам одредени работи, но Шарл Мишел ни рече дека имаме по 3 минути. Ќе ми требаа само 30 секунди ако Унијата го испорачаше она што требаше, но таа не го стори и затоа 3 минути не беа доволни. Им реков дека е и добро и лошо да се биде овде. Добро е зашто сме тука меѓу европејци, но е лошо бидејќи се уште не сме слушнати како европејци, туку како гости во една поделена куќа. Духот на проширување од една споделена визија стана киднапирање на една земја членка. Однесувањето на Бугарија е срамно. НАТО членка киднапираше други две НАТО членки, додека во Европскиот двор се одвива војна, и тоа се под погледот на 26 други земји кои се целосни и потентни. Разочараност од неуспехот изрази и шефот на српската држава. Нашите пријатели од Скопје и Тирана заслужија почеток на преговори и се надевам дека тоа ќе се случи што е можно побрзо. Ова не е барање, туку потреба, зашто двете земји исполнија се што беше од нив побарано. Денешниот епилог, отфрлањето на францускиот предлог, дополнително ја усложнува ситуацијата која е комплицирана и поради падот на бугарската влада на премиерот Петков. Проценките се дека во овој период просторот за маневрирање и во Скопје и во Софија е исклучително мал, со што е речиси неверојатно процесот да донесе некаков пробив. Петков, кој беше во Брисел, изјави дека нему лично му се допаѓа францускиот предлог, но дека одлуката треба да ја донесе бугарското собрание. Дел од европските дипломати јавно ја критикуваа Бугарија за незината позиција и дури отворено зборуваат дека консензусот е проблем при одлучувањето во Европската Унија, што пак се покажа на примерот на Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.